Велики четврток е, би рекол, четвртиот ден од така наречената недела на страданијата, последната недела од постот или неделата која што и му предходи на Воскресението Христово, најголемиот и најторжествен православен празник, и е недела во која што се случиле многу настани. Имено по предавството јудино, веќе во четврток преку богослужбениот циклус на црквата, преку сите оние песнопенија, молитви и читања кои што ги имаме во храмовите, ние доловуваме неколку настани. Тоа е фаќањето Христово, најпрво предавството јудино, потоа заробеништвото Христово, судењето Христово. Тука се сеќаваме на сите оние немили настани кои што се случиле, како плукањето, шлаканиците, тепањето кој што се извршува, омалуважувањето против Христос и така натаму, за веќе во вечерните часови да го одбележиме и распнувањето Христово, кога го вадиме распретието во храмот и преку соодветните песнопенија и богослужби и ние го извршуваме на некој начин овој спомен од распнувањето Христово. Всушност, Велики четврток е денот во кој што одбележуваме, како што кажав, неколку настани. Тоа се тајната вечера, во која што Христос јадеше со апостолите и на која што ја востанови светата тајна Евхаристија, односно причест, кога потоа ни го даде тој дар на целиот свет и рече: ова правете го во мој спомен. Потоа предавството на Јуда, фаќањето Христово, судењето Христово, како што пееме во песнопенијата, шлаканиците, тепањето, трновиот венец, омаловажувањето, судењето пред народот, народното распни го, предавањето од страна на Пилат да биде распнат и на крајот го прославуваме распетието. Велики четврток е ден кој што домакинките во своите домови го користат за вапцање јајца, нели тоа ние христијаните е чин кој што сакаме да го правиме. Дали е битно јајцата да бидат во црвена боја и што точно означува таа боја? Всушност, постои едно предание дека Велики четврток утрото, негде на изгреј сонце, се вапцаат, би рекол, првите јајца, колку што можеме според силите во тие рани часови на денот тоа да го направиме. Да, задолжително и секогаш треба да бидат во црвена и единствено во црвена боја, затоа што црвената боја го доловува мачеништвото Христово, односно крвта Христова пролеана за сите нас, за целиот свет и за човечкиот род. Искупителната крв Христова со која што бевме избавени од гревот и од смрт. И затоа треба да биде едноставно, каква што беше и службата и жртвата Христова, без многу или би рекол никакво накитување, туку да бидат едноставно во црвена боја, за да ја доловиме смислата на сето тоа. А зошто е јајцето? Затоа што јајцето го символизира воскресението Христово, најпрво го символизира гробот, како што јајцето е затворено, така и Христос беше затворен во гробот. Кога го кршиме јајцето, од внатре излегува она кое што можеме да го јадеме, во преносна смисла е тоа храна, односно е живот, па така и кога се отвори гробот, воскресна животот кој што е самиот Христос. Што треба да се направи рано наутро, кога се доаѓа во црква токму на овој ден? Овој ден има наутро и попладне богослуженија и треба всушност ние да присуствуваме на овие богослуженија кои што се уникатни само во овој период од годината и не се повторуваат. И затоа е добро, пребивајќи на тие богослуженија, остојувајќи ги целите богослуженија, не само да дојдеме во црквата и да си заминеме, туку да бидеме присутни на молитвата, да се внесеме во сето она што се чита, во она што се пее и така натаму, за да нашиот дух се напои, би рекол, со тој амбиент и, ако можам да се изразам фигуративно, да се пренесеме во оние денови и во она време кога се случуваат тие настани. Дали македонците и општо христијаните се држат токму до овие правила кои што ги споменавте и црвената боја на вапцањето на јајцата, бидејќи гледаме многу јајца во различни бои? Оние што сакаат да го слушнат гласот на преданието и гласот на црквата, оние што сакаат со своето дело, со својата постапка да ја доловат суштината, а не го прават тоа заради нешто друго, туку затоа што навистина учествуваат во празникот, па го пазат сето она кое што се пропишува во преданието на црквата, тоа и го прават. Оние кои што тоа го прават од некакво помодарство или од некаква желба да постигнат нешто друго, а не да учествуваат во празникот, прават нешто поинакво.